Ние сме 10 млади ентузијасти од гимназија Орца Николов, кои што се решивме дека ќе правиме еден проект кој што е наречен Share, односно Speak Honestly and Resolve Everything. Ние правиме работилници за ставање акцент на адолесцентски проблеми и на ментално здравје. Им даваме простор на младите да ги споделат проблемите кои што се дел од нашето секојдневие, кои што навистина нас не мачат и на тој начин да им дадеме потенцијални солуции, но исто така и совети за решавање на истите. Многу им благодарам на организаторите на овој настан што имав можност да учествувам и да слушнам различни мислења на различни теми кои што ги засегаат младите. Поминав супер, мислам дека ова работилница е едно одлично и многу корисно искуство. Се изгради една пријатна средина за да можеме да збориме за стварите за кои што најчесто секојдневно не ни доаѓа прво да збориме, не знам како сме се осеќале на нека тема. Свативме дека можеме на понеблиски личности да ги кажеме своите проблеми отколку на некој што толку многу го знаеме и толку време го познава. Свативме дека сите се сочуваме со горе-долистите работи и колку и нешто да изгледа чудно, пак имаше разбирање помеѓу сите. Се запознавме едни со други, се доверивме. Имаме заеднички проблеми, заеднички идеали, мотиви. Научив дека треба гневот да го изнесам од себе, а не да го чувам. Сите проблеми може да се решат, да не ги чуваме во себе, туку да побараме помош од останатите. Научив дека треба да бидеме благодарни за она што го имаме во животот. Не треба да се мисли дека менталното здравје е секундарно, а физичкото примарно. Да не се плашат да го искажат својот став и своето мислење. Секој проблем се надминува, дека секој проблем има решение. И најбитно е дека мора се што се случува, што ти се случува, да го искажеш, да го прифатиш, да го анализираш и после тоа да го решиш тој проблема, не треба да потиснуваш работи од себе и да ги оставаш. Што следува? Следува изложба на која што вие ќе може да споделите слика, поезија или пак било какво дело, некој предмет или пак личност која што ви представувала одредена мотивација да пребродите некаков проблем. Така што очекувајте и пратете на.